Почитувани, добар ден, пред нас е нова работна недела, а со тоа и новото понеделничко издание на Црвена линија. Еве зашто ќе зборуваме со вас денес. Наталитетот во минус, природниот прираст во првиот квартал годинава е негативен и изнесува минус 1567 лица, покажуваат најновите податоци на Државниот завод за статистика. Во првото тримесечие од 2024 година се склучени 2488 бракови, што представува зголемување за 3,8% во споредба со истиот период од 2023 година. Но дечиња се помалку и помалку. Се плашат ли младите да формираат семејство во Македонија? Ние секако имаме и прашање кое што можете да го одговорите ако не следите на Инстаграм, што значи ако не следите, заследете не. А таму ве прашуваме на Инстаграм стори. Дали падот на наталитетот е заради лошата демографска политика? Да, не. Како и да е, се разбира, резултатите ќе ги соопштиме таму некаде по завршувањето, пред завршувањето на Црвена линија, но на што е најважно, верувам, како и во секој издание и денес на 023070005, секако ќе ги дадете денешните ваши одговори и мислења. Како и да е, ќе подсетам пред се дека можете да коментирате, да споделувате и секако да не заборавиме да коментирате, односно да ја водите дискусијата и на социјалните медиуми. Тоа значи на Facebook Црвена линија, каде што редовно ја објавуваме темата, но и да не заборавам секако дека треба да го заследите и профилот на Телма телевизија. Верувам дека телефонската линија е подготвена за вас, а и вие за нас, и верувам дека особено со оглед на тоа што повозрастните учествуваат редовно во дискусијата на Црвена линија, ќе ги охрабрите и помладите да ги дадат своите одговори. Бидејќи оно што секако повозрастните генерации велат дека младите денес се поретко и поретко се одлучуваат пред се да стапат во брак, а неретко се случува, се разбира, и да одолговлечуваат, како што велат повозрастните, во однос на нормално создавање фамилија, односно да раѓаат деца. Како и да е, еве, дали сметате каде ги гледате пред се причините зошто следиме ваков тренд, иако мора да напоменеме дека наназад низ годините, всушност не само нашата земја, но денес зборуваме секако за нашата земја, се соочуваме и со масовна миграција на младите, се разбира, кон земјите од Европската Унија, како и земјите кон регионот. Што значи, еве, иако мигрираат и се преселуваат, дали тоа значи дека всушност своите фамилии ги формираат унаму каде што логично работат и живеат, односно престојуваат. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте. Да отвориме денеска први емисијата. Секако. Поздрав до сите, до Телма, до уредници и до се. Слушај, Тина, нема проблем младите нити со работа, нити со стан. Има и стано, и работа. Се плаша од обврска. Ми е убаво да шета, заедно се со двата, да речеме, младичо и девојката се нон-стоп заедно, не ги интересира, ќе шета, ќе има пари, ужива и после секој си оди дома, не сака обврска, а не за пари, а не за работа. Имам јас околу моето соседство, што има многу убави плати, има нивни станови и куќи, не сака тупе да се мажат, не сака да се женат, не сака обврска. Од фамилијата има обврска, има, ќе се сродат деца, ќе се спојат две различни фамилии со различни менталитети, со различни видувања во животот. Младите избегават од обврски. Па еве, бидејќи сте во повозрастната категорија на гледачи, еве, некогаш и вие сте биле млада девојка која што, еве, како ги надминала тие стравови од обврска? Каде гледате дека всушност се раѓаат тие стравови од обврски? Тина, ако ти кажам дека јас во една куќа живеевме 3 јатрани и една свекрва со деца, и бевне сложни, и немавне проблем, и во дворот децата играја, и си седевне во дворот, и од работа кој ќе си дојдевне секој ќе кажа. Благодарам многу за тоа што го провевте мразот и бевте прв гледач, поточно гледачка, и драго ми е што можеби на некој начин дадовте и прашање плюс
Каде ги гледате причините зошто се помалку младите се одлучуваат да стапат во брак? Секако и наталитетот е во пат, а она со што се соочуваме дека се повеќе се одлучуваат и да напуштат земјата. Гледачката рече дека и да имаат можности, најголеме можеби според неа стравот од обврски. Зошто е тоа така ќе откриете вие, а секако и да ни откриете дали според вас падот на наталитетот е заради лошата демографска политика. Ова можете да го одговорите уште еднаш, ќе ве потсетам ако кликнете на Instagram Story, односно да секако да кликнете на вашиот одговор. Дали е да, дали не. Ајде да видиме што ќе кажат останатите гледачи. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Поздрав и до вас. Благодарам, поздрав и до тебе и до Телма телевизија. Големо благодарам. Да ти кажам, убава тема, се убави теми ставате. Значи, у последно време ја оставивме политиката, да ти кажам најискрено, и се баш онака теми што се многу битни. Значи, пребитни. Значи, ни требаат младиве, ни треба наталитетот, деца да се раѓаат, се ни треба, ама што кажа гледачкава пред мене, младите некако како да не им се влегува во тие води. Не само тоа, Тина, него се земаат, па многу брзо се оставаат, или се тие врски од млади денови, па после тоа ќе прекинеме, па после не можам да најдам дечко, пример, зашто машкиве некако како да им е поубаво да се дружат со машки, значи има се на Фејсбук споделено, погледни, молим те, 5 машки, таму седат 3-4 женски, никој не врти глава да ги погледне. Значи, што се случува, не знам, со машките, стварно, тоа е споделено, а не го измислив така. Значи, порано ќе поминеш, ќе се испотепа да те гледат 10 машки, сега никој не врти глава, никој не сака обврски, значи не сакат едноставно да работат на проблемот да има деца, така си живеат, си шетат, или не знам што прават, а после тоа жената веќе која ќе дојде на кај 40-тите, после дали ќе биде способна да раѓа, тоа е веќе друго прашање, така да воопшто машкиве, значи гледам кај нив незаинтересираност, нели, тој треба да ја побара за жена, значи толку едноставно, ајде си го живам животот, баш ми е. Благодарам многу, еве, интересно преминавме од стравот од обврски, меѓу другото, еве, од гледачката можевме да слушнеме дека според незино видување некако како да момчињата, односно мажите се обесхрабрени, се разбира пред се и според неа незаинтересирани, се разбира да иницираат брачна заедница, иако сме навикнати на тоа дека токму мажите се оние кои што секако ги побаруваат жените. Но во последно време мора да признаеме некако како да се добива и нов тренд каде што жените секако пресекуваат, па велат, еве, дали размислувате, се разбира, на своите партнери, да ја крунисаме оваа врска со брак. Како и да е, вие сте сведоци, верувам, и на други времења, и на овие времења, а јас ќе ги охрабрам и младите, па еве, можеби, тие ќе одговорат од свој агол, дали е вистина она што го велат повозрастните, дека стравуваат од обврски, дека се, еве, ќе си дозволам да кажам, можеби и апатични во однос на тоа да се градат брачни заедници. Но како и да е, секако се создаваат брачни заедници, не е се така црно. Па ајде да видиме што ќе кажат останатите гледачи. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас. Прво да кажам дека за да ја видиме правата состојба и да се нудат решенија, треба да се направи преглед еден во врска со националностите, кои повеќе бракови, помалку бракови и деца што се раѓат. Затоа што во моето село се раѓат 3 деца македончиња, се раѓат 30 деца ромчиња. Тоа е едно. Друго, обврски не сакат младите, погодово машките. Сакат слободно да си шетат, да си пият пиво, да седат пред продавница во кафене. Тоа е едно. И третото, иселувањето настрана. Да се направи некоја анализа, да се види дали партијските луѓе одат во странство. Не одат тие во странство, затоа што тие тука си имат убава работа. Преку партијата
зазимат директорски места, А еве шефовски. кажете ми дали економскиот фактор е исто според вас пресуден да... Не верувам, не верувам дека е економскиот фактор. Па еве според вас, бидејќи сте повозрасен, знаете како било кога сте биле вие младо момче, еве вие никогаш ли не стравувавте во младоста од обврски? Зошто сега тоа го забележувате кај поновите генерации? Зошто е тоа така? Па не знам зошто, али јас дури и порано по завршување на факултетот. Сигурно по завршувањето на факултетот сте стапиле во брак. Драго ми е што еве се вклучивте и еве слушнавме еве и поинакви одговори. Ајде да видиме што останатите гледачи ќе кажат на темата. Добар ден. Здраво, Здраво, добар ден. што правите, добри сте? Па добри сме, еве да прашаме малку, разговараме за падот на наталитетот и секако за се помалку како да Видете, кажеме, вака, желбата да се стапи во брак кај новите генерации. Во брак више и во бракови се веќе и со кучиња мачиња стапуваат у бракови. И со холограми, и со предмети, да. Нели, како тие стренџери, како ги вика тие. Нели? Значи бракови има и такви, овакви, онакви, ама што ќе им сега на младиве? Имаат кокаинче, имаат хероинче, имаат марихуанче, имаат начин стилна забава си имаат. Сега ќе ги тераш да се женат, да прават деца, да се поти некој, да се мачи, па треба да го направи човек утре тоа. Вака, нека тера, само треба малку да ги подсетиме дека некој друг предходно морал да исто така да се измрцвари, да се мучи кроз годините, додека да стаса тој млад човек на своји 20 и кусур години, да го направи човек. Некој морал да се одрекува од еден куп такви задоволства што ги кажува еден преска што ги кажа пијат пиво и такви работи. А и пивото е сега убава работа ако го пијат, него да не друго, но брашненцено од Колумбија што се носи. Значи, господјо, не е упрашање тука друго, лагодниот живот си го прави своето. Гледам у Судан еден 112 деца. Суданец. Прост, глуп и ограничен, ама 112 деца. Поздрав. Благодарам многу за јавувањето. Добро, ајде да одиме понатаму, да видиме што ќе слушнеме следно. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас. Така, поздрав и до вас. Благодарам. Сега, од 100 бракови 90 се разведуваат. Развојот на живеењето, мислам, што побогати луѓе остануваат, поголеми разводите се. Не се трпат, не почитуваат, ништо. Тоа не е кај на само тоа од Европа ни дојде, од светов ни дојде. Таму не се знае брак, тие не се А регистрираат. еве зошто се помалку стапуваат во брак? Како? Зошто се помалку стапуваат во брак? Па помалку стапуваат во брак, знам дека утре треба се разведи и да си направи проблеми. И затоа не стапуваат во брак. Така си живеат, така си терат. Кај на диво ќе направат дете ако треба со некој она, без обврски и терат. А еве во ваше време кога вие бевте млад момче, дали размислувавте на развод пред да стапите во брак? Дали Боже, сачувај. Таква фамилија сум имал јас за пример. За пример. И, како да кажам, сум дошол сиромашко дете во Скопје и сум се изградил прав човек и децата сум ги изградил. Се немало, се зависи од човекот. Ако е тврд и ако сака убавина во куќата да си створи, може. Ако ветрот те дува и се занесуваш, или пиеш, или се коцкаш, или икс други работи, фамилијата распаѓа. Па и женгарењето и тоа придонесува да распадне фамилијата. Сите тие елементи кои ќе се преплетат во бракоите. Добро, еве интересно, значи се разбира, гледачот сакаше да посочи дека во поново време всушност можеби и се обесхрабрени од стапување во брак пред се, бидејќи предпоставуваат од прва дека тоа секако ќе води кон развод. Ајде да видиме што ќе кажат останатите гледачи. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, Љупшо. Еве вие што ќе кажете на темава? Па види, ако ја кажеме вистината, некој ќе го заболи. Меѓутоа, приказката е дека
времето си го направи своето, да ти кажам право. Лагодниот живот, животот без одговорности, времето си ги донесе своите... Знаете, све ни се криви некои други. Ама највише сме криви ние родителите. Затоа што премногу ги толерираме нашите деца, премногу ги поддржуваме во глупостите што ги прават и секогаш вината ја бараме кај некој друг. Знаете, ајде да разговараме колку родители поддржале некои морални вредности кај своите деца. Колку родители поддржале тоа што нивниот син или ќерка менува партнери често. Кога седнале да поразговарат за тоа дека тоа не е во ред, дека тоа... Дајте, понапред имало некои морални вредности на таа работа. Денес се изгубија. Тоа стана како да менувате чорапи. И од тие причини, знаете, младите веќе се навикнуваат на лагоден живот. Епте нако заглават, да не кажам докаде, па тогаш некако да се осмелат да тргнат на патот за според брачни. вас, дали родителите сами по себе со својата брачна заедница се некаков пример за своите деца? Па да, не, видете, мислам дека поише во поддршката на децата во тоа што го прават. Кој што спомна претходникот, се повеќе знаеме дека се дува, се консумира алкохол. Така, благодарам многу за вклучувањето. Ете, досега можевме да слушнеме интересни одговори од најразлични агли, па да видиме како ќе тече ова издание на Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас. Во Црвена линија сте, повелете. Благодарам. Јас сум во Црвена линија, така? Да, ве слушаме, повелете. Па вака. Зошто не стапуваат и се плашат од да стапат во брак? Знаете зошто? Затоа што сите се оговараат едни со други, ова е ваква, оно е ваков, и доаѓа до ушите љубомора, а некој па си зима за право дека може да направат дете и да им дадат некоја пара и да ја испадат. Тоа е единствениот начин кај нашите млади. Се плашат да стапаат во брак, зашто треба да ги гледаат децата. А тие дечиња се толку мили, тие ни не сваќаат дека е тоа најголемото богатство. Тоа е кожите пари, што ви кажат, едно детенце кое ќе Но и тие се богатство на своите родители. Зошто ете тоа не го чувствуваат во продолжение за својот живот? Па ја ќе ти кажам. Ќе ви кажам зошто. Затоа што им зимаат, ги уценуваат девојчињата. Јас сум видел, ги уценуваат девојчињата со пари, ги истезаваат, ги пикаат кај што не треба, ги маваат, ги тепаат и потоа тоа девојче има одбојност спрема машките. Така и машки има кои биваат натепани од други машки и тие не стапуваат во брак и се плашаат. Зашто мислат дека ако имала жената горе, зади и долу, ќе ги изнела. Добро, благодарам многу и вам за одговорите. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, Тина. Повелете, ве слушаме. Прво ќе го поздравам овој од Радишан. Јас не знам што телефон имам, а не пропушта тема и телевизија на сите медиуми. Не е проблем, нека се јавува. Ќе го задржам само во една сфера. Љупчо кај што рече, многу му дозволуваме на децата и затоа тоа ни се случува. Се уште ги равниме ние, се уште ова си. Тие размислувале за брак. Второ, лично мислам дека, знаеш што, сега заедно студираат, заедно идат дома, се носат, назад, напред. Не му е поиќе брако интересантен, ве луѓе. Што ќе се замарате? Се тоа што ни го увезе Америка, сето тоа нас ни е обратно од се. Ние сме последна генерација што мислиме за нешто. Сега и 10 години не те слушат. Тоа се да правят телефоните. Тоа направја, знаете што сакам да кажам и што се не се гледа на телефоните. Што барате од ова? Сега се венчаваат, утре се разведуваат. Сето тие, брате... Еве, сакате да кажете дека родителите не можат да влијат со оглед на тоа што се израснати нели во семејства?
како богатство? Не. Какви родители сега? Не те поштуват, ни 11 години не те поштува. Кои родители? Затоа во странство напред 18 години од дома надвор. Добро, благодарам многу и вам за одговорите. Ајде да продолжиме понатаму. Добар ден. Добар ден, господа Тина Тамер. Добар ден. Поздрав од Роме од Миџево. Ве познавме, па еве, зошто се помалку младите се одлучуваат да стапат во брак или се одложува за многу подоцна? Зашто немаат појма за жена. А жените немаат појма за мажите ли? Не, мажите немаат појма за жена. А, така, добро. Зашто кога бев млад јас, мене ме вика Казанова. Знаеш што е Казанова? И па еве, знаеме кој бил Казанова. Зошто бевте вие Казанова? Бев, зашто бев лепотан. Сите девојки, ја немав дерма на девојките. Сите по мене трчаја. На колку години стапивте во брак? Па ова трета ми е жена, едната избркав. Најубавата жена ми почина. Така? Да, таа беше најпаметна и... Ама... Господ ми е седи. Еве, како вие се одлучувавте да стапите во брак? Со оглед на тоа што повеќе пати сте биле во брак. Па со кого ќе се залюбиш со него? Сметате дека младите не се залюбуваат денес? Не се залюбуваат, сега гледат по мобилни, само и се пулят тука и ништо. Немаат врска за љубов тие. Не знае што е љубов. Само се пулят по мобилни. Бракот е исклучиво љубов или можеби и одговорност, обврска, бидејќи доаѓаат дечиња, како гледате на тоа? Да, и љубов е и пород да имаш. Да имаш фамилија. Така. Тоа е најважно. Добро, благодарам многу, еве, драго ми е што гледачот си откри еден сегмент кон јавноста дека во младоста бил Казанова. Што значи, еве, дали ви се чини дека во денешно време имаме Казанови кои што едноставно умеат да се создадат врски кои што ќе преминат во брак. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Мирослав од телефон. Поздрав до вас. Па еве, кои се вашите одговори? Моите одговори ја го имам моето искуство, па би можда овака да го пренесам. Значи, јас сум малку постарата генерација 65-та. Добре. Кога јас од моето некое село таму кај што волците носеа пошта, дојдов во Скопје. Се запостив во Скопска железара и купив плац. И државата во тоа време СФРJ ме рушеше 2 пати. Ја моето стамбено прашање го решив пред 10-15 години и сега моментално имам черка од 14 години. Значи тоа некој сите тоа го заборавија. 93-та година останав без работа како технолошки вишак. Останав без работа, отидов од работа за тие 24 плати. 48 месеци немав право да се пријавам на биро и да барам друга работа. Значи, гледам, слушам овие слушатели, гледатели, како да ги кажам, зборуваат глупости. Извинете, да не ги вреѓаме гледачите, ве молам. Вела дека младите се плашат од обврска. Значи, видете, сега, една работа да ви кажам. Зошто е тоа така? Стамбеното праштање кошта многу големи пари, 40 години некој треба да се врзе во кредит, да го обезбеди стамбеното праштање. Ја ви гарантирам дека тоа е најголемиот проблем. Значи, секој нема поддршка од родител да му продае парче земја и да направи нешто и што ти ја знам. И ова е голема тема, широка, голема. И немаме... Добро, благодарам многу за јавувањето. Сега кој еве со вашето вклучување и вашите одговори се спомена уште една причина која што ја гледа како главен фактор гледачот, а тоа е неможноста да се обезбеди простор за живење. Односно, не секој може да си дозволи собствен дом во кој што ќе создава фамилија. Како и да видиме што ќе бидат останатите одговори, а јас ќе ве потсетам дека можете се разбира преку коментари и споделување да додадете нешто плюс, се разбира и на нашата Facebook страница. Да видиме кој ќе биде следен. Добар ден.
Добар ден, Македонијо. Христос воскресе. Вистина воскресе. Господине Тале, еве, според вас... На оние кои се викаат Константин и Елена, да му се вечни минјата. Господине Тале, дали еве вие сте биле во брачна заедница? Еве Не сум бил, за жал, не сум бил така, ни спусти овие комуњарите, титовите, нели, кои, нели, ја уништија СФР, ја ограбија СФР, продолжи се тој грабеж и во независна Македонија. 95-та година, кога требаше јас и многу како мене да се жениме, да се мажиме, не уништија, ни извркаа на улица. Ама многу во тие години исто така стапиле во брак. Зошто денес младите не се одлучуваат да стапат? Секој чест на тие луѓе што знам дел од нив, имам и роднини пријатели што беа одлучни, нагласувам, беа храбри, ги почитувам, иако беа без работа во тие години, некаде велам 95-та па и порано. Работеа тутун, иако беа невработени, трча, се мачеа како робови, поцелна работеа бавчи, тутуње ваму таму, сепак се оженија, родија деца и сега тие се деца возрастни, млади луѓе. Сега велам, беше многу тешко тие години, поготово нели кога 200.000 работници не извркаа на улица, нели овие титовите комуњари што ја ограбија СФР и продолжија со тој исти грабеж и во независна Македонија и уништија стотици илјади млади животи, така да останат или неженети или немажени. Апелирам до оние кои се сега млади да не се плашат да стапат во брак со луѓе кои се нели добронамерни, кои ги сакаат, а не да останат сами. Благодарам многу за вашите одговори. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Па еве, зошто, каде ги гледате причините што помалку да се стапува во брак овие нови генерации што велат постарите? Па, како прво, брако не е обична работа, е обврска. Како друго, за да се стигне до таа обврска, треба да се лиши или машкото или женското, без разлика и двата, треба да се лишат од некои удобства кои што ги пружа беќарски, односно девојачкиот живот. Така да од тие ретко кој сака да се лиши, така да, ето, ај нема ова година, ај другата година, сега. Испаѓат и други работи, нема работа, нема пари, нема стан. Повеќе работи фалат за да биде еден брак цаком паком. Сега не може, сите работи не може да се наредат. Ама најмногу, најдобро е, значи, безгрижноста за семејство. Еве, скоро се имаше и брак на позната есредна личност, па имала 17 врски во живото. Па таа и не беше за брак, не знам што барала во брак. Со толку врски, тоа е веќе некој рекорд. Така да... Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Внимавајте на тајмерот 90 секунди, но додека траеме, се знае, можете повторно да се вклучите. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден. Благодарам. Ајде ја да го кажам с моето размислување. Прво мора да се сложиме дека времињата се сменија. Не е некогашното време кога, значи, богатството беше да имаш повеќе деца, да имаш дома бесплатни аргати, да може да гора, да копа, да жнее, да произведува и така натака. Меѓутоа сега, значи, не сакаат многу да работат, затоа ни остана земјата необработена, затоа немаме доволно стока, затоа немаме доволно земјоделски производи. Меѓутоа, трендот на намален наталитет не е само кај нас. Тој тренд е во цел свет. Некогаш на кинезите им се забрануваше да раѓаат деца. На нас сега дури им даваат пари да раѓаат деца. Меѓутоа, не може некого да натерате со сила да раѓа деца, затоа што условите за живот, прво мора да се сложим, условите за живот се многу тешки. Ево сега, речеме, со овие галопирајучки цени, со овие услови на тежок живот, тешко се наоѓа работа, значи, тешко се може да се обезбеди храна, облека, школарини и така натака. Сегашните деца сакаат, што се вика, сите да одат и на факултет. Но нашите факултети се отворени дури и по селата. Значи, фактички го безвреднимне
школувањето, а ги направиме сите да бидат дури и магистри и доктори на науки, а не знаат ништо. Значи има многу фактори кои што делуваат за да немаме доволно. Јас ќе учам, јас ќе работам за некого, а тој ќе се шета и слично. Затоа ни се случува ово што ни се случува, но Господ да ни е на помош. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме понатаму, слушаме за многу фактори според гледачите. Ете, можете да видите кој што се вели дека е причината за не само падот на наталитетот, туку пред се и обесхрабреноста да се стапи во брак. Добар ден. Добар ден, ако сум ја на линија. Секако, повелете, ве слушаме. Голем поздрав, Тимче, до тебе, а највише до режисерот, што ме познава по гласот, кој ќе се јава. Па и јас ве познавам, секако редовните гледачи, веќе ни се дел од семејството Црвена линија. Така. Види, ова е многу широка тема, меѓутоа ја накратко би во неколку црти би опишала. Првин, материјалните средства не дозволуваат да се формират фамилии. Се плашат. Ние не се плашевме на времето да бидеме и со свекрва, и со свекор, и со девер, и со јатрва. Сега секој сака сам да живее. А нема средства, нема могуćност, системот нема систем во државава, нема владение во државава, не обезбедени се со работа и настапува во брак. А друго, големите авантури препишани од Европа, ги практикуваме, секој ден се женат, се мажат, така да не му е опходно толку фамилијата. Јас имам внук 33 години и ќе му речам, ајде бе баба, кога ќе чуваме внучина, бабо бе, шо се секираш, има готови деца. И не треба више дискусија да правиш. Јас док не обезбедам стабен простор, не можам да се решам да се женам. Ќе живеем со мајка, со татко. А чекайте, под готови деца значи дека ќе младите размислуваат да си посвојат дете или... Па има доста многу млади девојки што има ванбрачни деца, па ќе се земат. А, на така, добро. Благодарам многу, еве, ова е интересно нешто, мора да признам што еве, и мене ме изненади. Како е да еве од вас ќе дознаме, јас ќе ги охрабрам и по новите генерации, еве, во нивен стил не е, сверувам, да се вклучуваат во контактни емисии, но убаво еве од поновите генерации во нивно лично име да кажат всушност каква е реалноста и зошто се помалку младите се одлучуваат за брачна заедница и секако за создавање сопствено семејство. Некако тоа како да се одложува од година во година. Добар ден. Добар ден. Повелете. Дали јас сум на линија сега? Секако на Црвена линија, повелете. Така, добро. Најпосле исто колегата што му уклучи му кажав дека по многу вртење еве воспоставивме врска. Сакам да кажам еден случај зашто еве младите не сакаат по брак. На една средба генерација на другари нормално дискутираме, јас сум повозрасен, ајде да не ги кажам годините, меѓу постарите сум пензионер, и нормално на таа средба дискутираме кои деца, колку има, колку внучиња, како внучиња чуваме, едно друго, тоа секојдневен живот. И еден го прашуваме, ти кажи што како знаеш, а не, вика, ја имам керка, вика, знаеш, не сака да се мажи. Чекај бе, зашто, викам. А све се тоа години на децата негде над 40 години. Тоа време било, мислам, така, ова гледам по моите деца, што се и децата на колегите што дискутиравме. И што е работата? Абе, вика, што вика, ја ноќе да ти станувам, да плаче детето, па се пострало, па да го повиткаш, па да околу него се, денек сака слободен живот. И што очекувате сега од таа личност да создаде семејство и да чува деца? Ја мислам, ете... Стравото до обврски е според вас и одговорности. Добро, благодарам многу за вашиот одговор. Ајде да слушаме други одговори. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Јас, ало? Да, ве слушаме, повелете. Како мајка на син, можам да кажам дека конкретно за младите, за машките, дека не се плашат да формираат семејство, ама
финансиската состојба, стабилноста, што е предуслов за едно успешно семејство, им се никакви. Најголемиот дел се со никакви примања, со завршени факултети по 12, по 15 години, уште чекаат вработување. За приватен бизнис да не правиме муабет, оти ги пресекуват во старт. Конкретно во помалите општини, не може ти да имаш тоа, ти се знае кои, се 2-3 фамилии што може да работат. Истите се и запослуваат, истите се и бават со нешто. Никогаш се веруваше дека двајца млади убаво да растат заедно и заедно да го градат своето царство? Да, ама двајца млади треба прво да бидат вработени, да имаат финансиско подлога. Значи, апсолутно според вас е економскиот фактор, така? Да. Благодарам многу. Еве поздрав до вашиот син. Верувам ако до вас не следи. И ете, ако веќе помладите не се вуват, верувам дека вие како родители ќе ни откриете всушност што ви откриваат младите кога зборуваат за својата замисла и цел во однос на креирање на семејство и се разбира брачна заедница. Добар ден. Ало? Добар ден. Па не знам дали сум јас од... Ма секако дека сте вие, вас слушаме. Окей, добро. Па видите, што се десува од оваа работа, искуството ни кажуваат, ја пред себе ставил акцент највише до менталитетот и како сме чувани. Постара генерација сум, да не кажам, пионер во овие сега, во таа средна доба. Како ме чуваа мене, така јас имам волја да чувам деца. И така и стапив во брак. Имав повеќе прилики, да не кажам, не сум од категорија на казановите, али во една прилика, ќе кажам, пошто сум живеел во поголем град, во еден центар во Југославија, услов ми постави, рече ти имаш лозие, ти се бавиш со ова, со она, не доаѓа во обзир. Јас вика од Белград не излегува, мамин, добро, окей, пријатно. И ред други работи и други моменти. Менталитетот на она кој што треба да се влезе кога човек размислува да утре, други ден, чува своји дечиња, да има пород, да се занимава со внучињата и да им каже своето искуство, да им го пренесе. Тука се сите, да не кажам, моменти битни. Материјалното точно одлучува. Ако треба и во шпајс ке спијам, само ќе си створам фамилија. Тоа ви го кажувам од искуство, пошто сум, да не кажам како сега. Сакате да кажете дека родителите преку своите семени вредности ги пренесуваат? Видете, имам големо искуство во однос на тоа. Ало? Да, ве слушам. Имам големо искуство. Во еден наврат, ќе го кажам, човек од српска националност ми рече како србинките знаат убаво да ги воспитуваат своите деца, така и македонките се исти на повисоко ниво. Така, благодарам многу за вашите одговори и за тоа што споделивте ваше лично, не само видување, туку и искуство. Добар ден. Добар ден. Добро, оно што можеме сума сумаром да кажеме од досегашните вклучувања на гледачите, оно што е интересно, според гледачите доминира како причинители пред се стравот од обврски и одговорности, секако економскиот фактор беше спомнат. Некој едноставно укажа и на тоа дека времињата се такви каде што едноставно се некако се става на одложување. Но еве и последниот гледач укажа дека она што ќе го научат за брачната заедница од своите родители, верува дека тоа ќе биде втемелено во идните генерации, за да продолжат и тие така, како и своите родители. Добар ден. Добар ден. Ја верувам дека 0230700005 не го вртите за да се исклучите веднаш. Тета, јас верувам дека и драго ми е што од режијата запамтивте дека се оние првите луѓе кои што ве превземаат, а потоа секако ве вклучуваат за да може целата јавност да го слушне вашето мислење. Па да видиме дали ќе слушнеме нови мислења. Добар ден.
Добар ден. Поздрав и до вас, во црвена линија сте. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Ало. Дали го намаливме тонот на телевизорот? Да, да. Одлично, повелете. Слушаме? Да, се слушаме, повелете. Ве слушаме. Дали гледачот има можност да не слуша, бидејќи ако е намален тонот на телевизорот, секако ќе се слушнеме. Добар ден. Добар ден, добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте. Сега. Јас се согласувам скоро со сите гледачи. Добро. Добро. Продолжете, ве слушаме. Видите сега. Јас се согласувам прво со првата гледачка. Младите не сакаат одговорност. Зошто е тоа така? Од каде го стекнале тоа чувство да бегаат од одговорности? Од колеги, млади, релативно млади и така натаму. Значи, се согласувам прво со првата гледачка дека младите бегаат од одговорност. Според вас, зошто не сакаат еве обврски одговорности? Се исклучи гледачот. Добро, како и да е, еве се повторуваат некои одговори, ставови и драго ми е што ова е една жива дискусија каде што внимателно се слушаат одговорите на големиот број гледачи кои што ги вклучивме, па с некој со нив можеби ќе се сложите, можеби ќе откриете нови причинители според вас, а со некој можеби и нема да се сложите. Како и да е, тука сме да ги слушнеме сите ваши одговори. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Ало, добар ден. Добар ден. Дали го намаливме тонот на телевизорот? Да. Добро, повелете. Па видите, ја ќе видам краток. Може малци смешно, па кој разбора, кој не. Тоа е. Значи, сега кој што можам ја да гледам и кај што се движам и со кој сум правил мовете, како сум правил, значи, порано родителите имале по 3-4 деца. А сега децата имаат по 3-4 родители. Тоа е кажувањето, кој разбра. Разбравме. Кажете ми зошто, каде ги гледате? Барем тоа за Балкан беше невозможно, ева и за нашата земја. Од каде тоа сега? Па од каде? Од таа средина ја кај што сум. Значи ја гледам, двајца родители имаат, например, 3-4 деца. А гледам, тие други деца, некои имаат по 3-4 родители. Но ете се прават многу деца. Зошто повеќе не се прават толку деца и не се стапува во брак според вас? Па зашто не се стапае во брак? Зашто да стапи во брак кога ќе најде друго? Така, добро, благодарам многу. Интересен одговор даде гледачот. Значи, она што е карактеристично, што го забележал, барем од средината, колку што разбравме, каде што живее и ни се јавува, дека во поново време, ако некогаш родителите имале по 3-4 деца, денес децата имаат по 3-4 родители. Добро, добар ден. Добар ден, на линија сум. Да, на црвена, повелете. Се плашат младите да формира семејство во Македонија. Ако е мажот ВМРО-вец, невестата СДСМ, што правиме? Ме разбравте? Премногу политика, мислите дека влада Не политика. Кој ќе се родат деца, па треба кворум да се прави, да ова сака да биде у нејзина партија, жената у нејзина партија и што правиме?
Не е политички тоа. Сакате Кој да ќе кажете- го сака таткото, него ли мајката или Сакате да мајката кажете постои подвоено, се воспитуваат да размислуваат подвоено? И па така налага времето, како да речем. Временската положба. А што е со оние што не се, например, политички определени, а не се определени ниту за брак, ниту за деца? Не сакаат да еве имаат. се, ако се земат маж и жена, тој сака да сготви жена му нешто, а таа не знае и само знае да пржи кајгана, како да речем. А он сака убава манџа, а сега они зимаат речиво готова храна, суши, како ги викаат тие риби, или ќе отидат кај шеф оној за производи у Тинекс, у Веро, готови јадења. Они не знаат од почеток, малце ке ста. Така, добро, благодарам многу, еве интересни одговори. Еве сега малку и твитови, да видите како твитерџи одговараат на тема брак. Панделка го има напишано следното, па да видиме што ќе кажете вие. Забрането стапување во брак за лица по 25 години. Еве интересен твит, па еве што ќе кажете. Ние денес иако зборуваме за тоа што младите дури и над 30 години се поретко се охрабруваат да стапат во брак и се разбира да создаваат семејство. Добар ден. Според вас, кои се најдобри години за стапување во брак? Први ќе се представам кој сум од Буковиќ, општина Сарај, Васов е на телефон. Поздрав. Јас сум родител на 5 деца, на 5 ќерки и 1 син. Од кој имам 20 внуци. 10 машки, 10 женски. Син ми има 3 сина. Со него живеам и он со мене живее. И сум пресреќен. Секој сабајле едва чекам да станат внуциве да уживам со нив. Сето тоа што е антибрачно некој, мислам дека нема тој ни за живот. Ако имаш малце памет во главата, мора наследи да имаш. Па утре задутре, кој ќе остареш, кој ќе не бидеш способен, кој ќе те гледа? Ама не сите, нели, не дека не сакаат деца, кога ќе стапат во брак, постои неможност, нели, според... Не сакаат, иначе не се способни луѓе тие за мене. Те си возрастен веќе за брак над 20 години, 22, 35 години, за брак треба да се ожениш, треба да створиш фамилија, треба поколение да имаш. Треба да бидеш спремен да се бориш и ти и сопругата, да живеете, да спорите први брак, па веднаш ако немате стан, порека, куќа да си направите или стан да си купите, така се живее. Така живее и државата. Благодарам многу, да ви се живи, здрави и синовите и кирките, и особено внуците, и да ви бидат радост. А ние сега преминуваме на реклами, а подоцна ќе ви соопштаме како одговори оние кои што не следат на Инстаграм. По рекламите се подразбира дека ќе ги соопштиме во овој момент и резултатите од Инстаграм стори анкетата. Тоа е само едно подсетување, вие кои што не следите, заследете не и веќе учествувате во утрешната анкета. На прашањето денес, дали падот на наталитетот е заради лошата демографска политика, еве ќе покажеме всушност како одговорија. Да видим, еве го моментот. Так и слушаме. Да, 80%, не 20%. Значи, вака одговорија Инстаграмџи и сега останува нормално да ве поздравам. Се разбира, да, посакаме да не бидете здрави, живи и секако секој од вас да си го најде животниот партнер, да креира семејство и дом од своите соништа. А секако во тој дом треба да има и нови мокни апарати. Тие се освојуваат во Заврти на Телма. Што значи сите вас од Црвена линија ви се заблагодарувам и ве поканувам во најновото издание на Заврти на Телма, кое што почнува веднаш по Црвена линија.